Втората жена за која постоеше сомнеш дека е заразена со корона го нема вирусот, информира од Министерството за здравство. Пациентката е една од двата случаи кои се тестира на инфективната клиника во Скопје. Инаку првичното тестирање на жената која се вратила од патување од Рим дало делумно позитивни резултати пошто се направило дополнително тестирање. Незиниот тест во 1/3 е само парцијално позитивен, што може да биде вкрстена реакција од други вируси. И затоа се прави сега дополнително тестирање на широка палета на вируси, да не шпекулираме, иако верувам дека и овој тест ќе биде негативен. Во моментов веќе хоспитализираната 50-годишна пациентка која со комбе допатувала од Милано е единствениот регистриран случај во Македонија заразен со COVID-19. Останатите патници од комбето се ставени во изолација во домашни услови, а се изолираат и сите лица кои што направиле било каков контакт. Телефонски се исконтактирани сите и му кажано на тоа дека треба да почекаат денеска во утринските часови да бидат контактирани како од екипите на епидемиолози, така и од припадниците на Министерството за внатрешни работи, кај дел овој интервју е веќе завршено, дел се врши сега токму во овие моменти. Доброто е тоа што скоро сите се укажува на тоа дека немале контакт со голема маса на луѓе, пред се контактите се во рамките на семејствата и тоа во куќите во кои што живеат или во истите дворови. На сите тие ќе им биде назначена изолација исто така. Представници на Министерството за внатрешни работи прават проценки дали може да ги обезбедуваат објектите во кои што патниците се изолирани во домашни услови и лицата со кои што тие контактирале. И доколку утврда дека има тешки услови за обезбедување, лицата ќе бидат пренесени во некои од инфективните одделенија наменети за изолација на сомнителни пациенти на инфективна, а доколку има потреба ќе се преселат и во одделенијата во Штип и Гостивар.